Никола Јанакиев Карев, председателот на Крушевската република, бил македонски револуционер и социјалист, учесник во Македонското револуционерно движење, член и раководител на Македонската револуционерна организација. Роден е во 1877 година во Крушево, како четврто дете во сиромашното јаглинарско семејство Кареви. На 16 годишна возраст го напушта своето родно огниште и заминува на печалба во Бугарија. Работи како столар во работилницата на Васил Главинов, од кого ги прифаќа социјалистичките идеи. Во таква средина младиот Карев ќе го изгради својот идеен и политички став. Заедно со Главинов ја основаат Македонско-Одринска социјалдемократската група. Во родниот град се враќа во 1899 година, каде заедно со Вела Марков ја формираат социјалистичката група во Крушево. Во Тморо се вклучува по првата социјалистичка конференција, а по завршувањето на 4ти клас во Битолската гимназија станува учител. На чело на Крушевскиот револуционерен комитет Никола Карев застанува во јануари 1903 година. Во мај истата година остро се спротивставува на решението за кревање на Илинденското востание, донесено на Смилевскиот конгрес, посочувајќи дека не се создадени сите објективни предуслови за неговиот успех. Сепак, по одлуката за кревање на востанието, во својство на началник на горскиот крушевски штаб, Карев активно учествува во подготовка и организација на Илинденското востание. Спротив востанието, тој во име на штабот објавува проглас во кој го повикува народот на востание. Ноќта на 2 август 1903 година, околу 750 востаници предводени од Карев го нападнале и го ослободиле Крушево. По паѓањето на Крушево во турски раце, тој со своите соработници се повлекува во околните планини на Крушево. Подоцна се прифрла во Белград, а оттаму во Софија. По неуспешните обиди легално да се врати во Македонија, Карев во пролетта 1905 година решава да го стори тоа нелегално. Во истата година тргнува со четата во Македонија, но на пат кон Крушево загинува во битката со османлиската војска кај селото Рајчани. По смртните останки на Карев во 1953 година, по повод одбележувањето на 50 годишнината од Илинденското востание се пренесени во Крушево, а подоцна во 1990 година тие се пренесени во Македониумот. Овој македонски револуционер, кој е заслужен за денешното пишување на македонската историја, доби свој споменик пред Собранието на Република Македонија. Скулпторот Богој Ангелковски во Никола Карев препозна лик од историјата на Македонија која е инспирација за споменик. Според Ангелковски, ова е вистинското место за поставување на неговото дело. Мислам дека е соодветна и локацијата и скулптурата, споменикот, значи, и како што гледам сега веќе која се поставува, која е веќе поставен, мислам дека и добро ќе стои. Значи, самата скулптура, она што мене сега како уметник, како автор, ми беше битно да го доловам, успеав, слободно да кажам дека успеав да го доловам оној момент, значи има скулптурата живот, има енергија, има така еден набој и јас можам да кажам дека и ако погледаме дека Собраниево кога немаше скулптура, кога беше празно, доминираше објектот. Сега па скулптурава доминира, значи ја влече енергијата, така да се успешен еден проект. Коњаникот е висок 7 метри, а е поставен на 5-метарски постамент. Постаментот е обложен со травертин и на истиот се поставени 4 релјефи со мотиви од македонската историја. На постаментот има приказ на 4 релјефи, значи 4 плочи. На фронтот на постаментот стои испишано Никола Карев. На задната страна така револуционер со знаме и пишува Илинден 903, значи. И странично од едната страна, моја лева вака, е представен фрагмент од Крушево, значи со црквата Свети Никола, кој што е битен објект, нели, знаеме што се случувало тamo, нели, владата се конституирала тоа. И од оваја страна од десно има представена една група на востаници, нели, од не знам точно кои биле, како биле се во моментот, не знам, али значи и Никола Карев исто е одбор некој востанички. Споменикот Никола Карев е уште едно дело на проектот Скопје 2014, со кое секој од нас треба да се гордее. Македонската историја нема цена.